Производителите на тутун и производи од тутун, кои ги обединува во себе сите важни чинители во оваа област, и откупувачите, и преработувачите, но и сите државни институции, минатата седмица одржа состанок на кој беа анализирани состојбите со производството и откупот од реколтата 2020 година, како и состојбите со предстојачката берба од реколта 2021. Согласно официјалните податоци кои беа добиени, минатата реколта беа откупени 26.953 тони суров тутун. Ако се погледнат податоците на назад со години, тоа е едно од по-големите количини која е откупена во последните 10 до 15 години. Просечната цена на овој откуп беше 158 денари по килограм. При тоа, од типот на јака беа откупени само 280 тони, што представува 1% од вкупното производство, додека со просечна цена 169 денари, додека останатите 99% или 26.673 тони отпаѓаат на типот прилеп и просечна цена откупна беше 158 денари по килограм. Производството не е намалено, како што веќе кажавме, во споредба со претходните години, но просечната цена е драстично намалена. Чисто илустрација, претходната 2019 година имавме просечна цена дури од 219 денари по килограм. Оваа година имавме релативно лоша реколта. На крајот, последните количини на тутун кои што беа откупени достигнава цена од само 48 денари по килограм. Имаше одредени проблеми, а инспекторатот, Сојузот на тутунопроизводителите и откупните фирми годинава закажа. Субвенциите на тутунопроизводителите не се исплатени за 2019 и 2019 година. Имаше компании кои не го земаа договорениот тутун, иако претходно имаше склучено договори со производителите, а инспекторите истите не ги гоне. За ова бевме подетално информирани на самиот состанок од Сојузот на Сдружение на тутунопроизводители. Нарушување во текот на откупот имаше, но прецизни забелешки, доколку сакаат Министерството да реагира по истите, треба тутунопроизводителите да ги достават до Министерството. За последната реколта имаше договорено околу 23.000 тони, но на крајот беа откупени 27.000. Откупните компании има за среќа разбирање и интерес, излегува во пресвет на тутунопроизводителите и го откупија целиот вишок, но ако оваа година се повтори истата состојба, нема да биде добро. За последниот откуп имаше регистрирано 10 откупни компании, иако на крајот откупува само 9, едната компанија во меѓувреме затвори и не откупуваше дури ни 1 килограм не откупи. Така да, што се однесува до вишокот, оние 4000 тони кои се појавија на крајот, најмногу откупи Сокотап, повеќе од 1000 тони, тутунскиот комбинат Прилепи, тој е околу 1052 тони, Alliance One 852 тони. Додека во однос на целата реколта, најмногу откупи Сокотап 32,10%, Alliance One Македонија 25,93%, Секе 14,2% и Тутунски комбинат Прилеп 13,60%, додека преостанатиот дел беше откупен од помалите откупни компании. Ако закон за тутун и тутунски производи постои, сите треба да го почитуваат. Производителите истиот треба да го почитуваат, за да нема вишоци и ситуации како годинава. Порано имавме соковни резерви, па вишокот беше откупуван од нивна страна, но сега такво нешто нема, со што се отежнува решавањето на вишокот на производство. Овие 4000 тони тутун кои се појавија оваа година како вишок, воедно беше проблем не само за откупните компании, туку и за производителите, но не остана за среќа неоткупен тутун, што е добро за целокупното тутуно производство во државата. Оваа реколта воедно, тоа беше заклучено на состанокот, треба да биде поука за сите, да не се повтори ситуацијата со реколтата и во реколтата 2021 година, односно да не се пресликаат проблемите и во новата реколта. За жал, годинава тутунот немаше некој квалитет, тоа беше резултат на климатските прилики, но имаше високо производство. Она што беше заклучено е следното, дека треба да постои баланс помеѓу производителите и откупувачите. Компаниите се ограничени согласно потребите од светскиот пазар и ги обврзуваат одредени законски прописи. Оптимално производство во нашата земја се движи некаде од 20 до 25.000 тони годишно.
Се што е под тие количини или пак над нив, ќе биде проблем за откупувачите и производителите. Мора да имаме производство кое е според стандардите, кои се барат од страна на откупните компании, и доколку истите не се почитуваат, таквото производство или нема да се откупува, или ќе се откупи по ниски цени. Односно, потребна е конкурентна продукција и со висок квалитет. Најважен фактор за квалитетен производ се временските прилики. Истите оваа година беа неповолни. Тутунот во минатото, меѓу другото, беше и добро пакуван, тоа беше едно од забелешките кажана на состанокот, но со влегувањето на повеќе компании на пазарот, правилата за откуп се наруши. За следнава реколта, 2021 година, тутунот е засаден на 11.784 хектари. И оваа година се очекува производство од некаде 22.137 тони суров тутун во лист. Беа склучени 27.670 договори и регистрирани 18.752 тутунопроизводители. За реколтата 2021 година имаме намалени количини договорно производство, но потребно е внимателно следење на состојбите на терен да не се појави повторно вишок на тутун, за да се изнајде правовремено решение за проблемите со истиот. Иако има помалку договори и согласно на нив се засадени помалку количини, моменталната ситуација спрема кажувањето и на тутунопроизводителите, но и на откупните компании, сите оние кои следат состојбата, е дека околу 35% од тутунот е исушен како резултат на грешките во расадувањето, но факт е дека има и вишок засаден тутун без договори. Расадувањето беше лоша годинава сушна, така да повеќе од 30% од тутунот не беше зафатен. Бербата е на сам почеток, но поради појавата на град во одредени региони, бербата се уште не е почната и има предизвикано големи штети. Сушата е добра за квалитетот на тутунот, но ќе има помала продукција и генерално нема да биде добра за оваа реколта. Или не е почната реколтата, или пак во одредени региони доцни, односно е на сам почеток. Се уште е рано за некакви проценки, но ако се подобрат условите, значи ако имаме повеќе дождови во наредниот период, можно е да се повтори состојбата од претходната реколта, да имаме зголемено производство и вишоци. Затоа потребно е, како што кажавме, да се следат состојбите во текот на вегетацијата на тутун, а доколку се појави вишок на производството, да се преземат итни мерки за негово решавање. Согласно податоците, но и очекувањата, ќе има повеќе засаден ориентален тутун за реколта 2021 година во однос на она што се склучени договори. Климатските прилики се доста неповолни, па затоа се очекува, барем сега за сега, производството да биде согласно планираното. Доколку, како што кажавме уште еднаш, се подобрат временските прилики, ќе има вишок на тутун, што значи дека овој проблем ќе мора, уште еднаш предупредуваме, да се решава на време. Во спротивно ќе биде голем проблем и оптоварување и за производителите, но и за откупните компании, а ако тука се додадат и залихите од она што е неоткупено од последната реколта, веќе ќе имаме сериозни проблеми. Значи, ова е накратко она што беше откуп од последната реколта и она што се очекување од новата реколта, осврт на проблемите со кои се соочива и компаниите и производителите и секако ресорното министерство кој мораше да ги решава од последната реколта, но истовремено и предупредување она што не чека во оваа реколта. Повелете, доколку имате прашање, ви стојам на располагање. Најкратко да ми кажете, изминатиот период со какви проблеми се соочуваат тутунопроизводителите и што треба понатаму државата или конкретно и бизнис секторот да направи за да не се соочуваат со сериозни последици или за што се зборува изминатиот период? Видите, значи и покрај тоа што, како што кажавме, оптимално производство ќе насе некаде од 20 до 25, традицијата си го прави своето. Значи има региони во државата, луѓе, семејства, кои што ништо друго не работат и не знаат да работат на еден начин, освен тутунопроизводство. Тоа е традиција со генерација. Така да, ако викаме ние од 20 до 25.000 и оптимално и имаме толку и толку договори, толку и толку регистрирани производители, за жал се уште се случува она практика да луѓе сепак и покрај договореното производство они садат тутун и на крај се случува да ние имаме вишок. Од друга страна, компаниите викат. На светскиот пазар побарувањата се такви какви што се, во изминатата деценија нешто намалени,
како резултат на трендови, активности на Министерство за здравство, политики во тој дел, електронски препарати кои скачат, новини и така натаму. И се она што е испод 20.000, но и над 25.000 веќе за нас представува сериозен проблем, особено за компаниите. Тие викаат, ние имаме инструкции, тоа се мултинационални странски компании, кои се држат до правилата, прописите, она што им го бара светскиот пазар, за она што им ги наметнуваат централите нивни, и количините се тие кои што они ги исклучуваат пред реколтата. Воедно тие бараат стандарди, квалитет, значи тоа значи пред се тука се мисли на какви средства треба да користат тутунопроизводителите, како да се расадува за да се добие до тој стандард и до тој квалитет. Во спротивно, викат, имаме вишоци, што е многу лоша ситуација, тоа значи ќе имаме ниски цени, дел може да остане неоткупен и да остане како залика па да се пренесе во следната година, и сето тоа на еден начин ќе мора да се решава и ќе биде лошо и по компаниите и по тутунопроизводителите. Пред се тутунопроизводителите, затоа што цената е ниска. Ве кажавме, последниот тутун што се откупи достигна до само 48 денари по килограм. А секако дека ова представува оптоварување и за откупните компании. Тие да, ќе го откупат, меѓутоа кој е тој квалитет, дали има потреба, дали ќе се најде, нели, пазар за него, тоа е веќе друго прашање. Затоа едните и другите се сложива дека мораме да се држиме до стандардите, до квалитетот, она што го наметнуваат светските прилики, да се држиме до правилата пропишани во Законот за тутун и тутунски производи, за да немаме веќе вакви ситуации како ова година. Значи, вие апелирате за производителите, фактички, тие се проблем на Видите, нас не ни се проблем никаков, тутунопроизводителите, политиката е чиста. Имаме договорно, планирано производство, имаме склучување на договори, што значи ако се држиме до сите овие правила кои што се пропишани и во Законот за тутун и сродни производи на тутунот, нема да има проблеми. Меѓутоа, еве се случи овој пат да имаме проблеми од страна на откупните компании, една компанија само што направи договори со тутунопроизводителите на еден начин пропадна, мораше да биде затворена и тоа веќе беше проблем за тутунарите. Сите они што имаат случајно договори со неа останава без откупен тутун. Од друга страна, беше проблем за другите откупни компании. Тие мораа да го превземат и незиниот дел, но и вишокот кој што се јави, за да немаме проблеми. Така да апелот е и до компаниите, и до тутунопроизводителите. Држање до Законот за тутун и тутунски производи, договорно и планирано производство и внимавање се она како се работи тутунот, како се расадува, какви производи, хемиски препарати се користат во тој дел, за да на крај добиеме квалитетен, добар тутун, кој што ќе биде откупен по повисока цена. Така да ќе бидат задоволни и откупните компании и тутунопроизводителите. Затоа што ова година од 158 денари просечна цена наспроти 219, тоа значи 25% цената беше, просечната цена на откупен тутун пониска. Ете, тој проблем се протегнува со години. Сека година кој ќе почне има на почетокот незадоволство, нели, па проценителите, па дали е во ред, па дали не е во ред. Меѓутоа, веројатно дека, неверојатно, него повеќе сигурно е дека тоа сепак една реална процена, затоа што тука имаат и компаниите на откупен пункт своји представници, имаат и откупувачите, така да малверзации и било што слично не се можни. Секој пат е така, на почетокот иде малку понеквалитетен тутун, потоа доаѓа квалитетниот тутун, онда на крај оно што ќе остане е пониска цена, пониска категорија и повторно не. Се си доаѓа на своје место. Меѓутоа, ако ги погледнете последните 5, 6, 7 години, ќе видите дека и покрај таквите поплаки сепак просечната цена расте. Ние имавме од 114 денари преку 140, 150 до 2019 реколта, кој имавме 219 денари, значи процените се сепак добри. Но тука повторно викаме влијаат и приликите. По сушен период имаме многу подобар квалитет, затоа и цената е повисока. Оваа година и измината реколта, а и за оваа сега како што се приликите,
Сушни се, квалитет имаме, но ако имаме дождови, се променат климатските прилики, ќе изгубиме на квалитет наспроти квантитет. Ако немате други прашања, ви благодариме за присуството на пресконференцијата.